Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Дионисий Ареопагит, преподобниот Јован Хозевит и преподобниот Дионисий Печерски. Свештеномаченикот Дионисий Ареопагит се вбројува во 70-те помали апостоли. Овој чуден маж бил од познато незнабожечко семејство од Атина. Откако завршил филозофско училиште во Атина, отишол во Египет уште да учи. Во тоа време, еден ден починал Господ Христос на крстот. Сонцето се помрачило и се стемнило во Египет 3 часа. Тогаш Дионисий извикал: или Бог Творецот на светот страда, или овој свет се свршува. Враќајки се во Атина, се оженил со Дамара и со неа имал синови. Бил член на највишиот грчки суд Аеропагит, заради што и му останал прекарот Аеропагит. Кога апостолот Павле го проповедал Евангелието во Атина, Дионисий со целиот свој дом се крстил. Од Павле бил посветен за епископ Атински, бидејќи ги оставил и жената и децата и својот позив заради Христовата љубов. Патувал со Павлета доволно долго за да ги запозна и сите останати Христови апостоли. Одел специјално во Ерусалим за да ја види Пресвета Богородица и таа средба со неа ја опишал во едно свое дело. Бил и на погребот на Пресветата Богородица заедно со останатите апостоли. Кога неговиот учител, светиот Павле, маченички пострадал и Дионисий си посакал таква смрт за себе. И отишол во Галија на проповед на Евангелието помеѓу варварите, заедно со презвитерот Рустик и со ѓаконот Елефтерий. Претрпел многу, но и многу успеал. Со негов труд многу незнабожци се обратиле во верата Христова. Дионисий во Париз изградил мала црквичка во која служел Божја служба. Кога имал 90 години, бил фатен и бил мачен заради Христа, заедно со Рустик и со Елефтерий, додека сите тројца најпосле не били исечени со меч. Одсечената глава на Дионисий одскокнала многу далеку и паднала пред некоја христијанка Катула, која заедно со телото чесно го погребала. Пострадал во времето на Дометијан во 96-та година. Ги напишал познатите дела за имињата Божји, за небесната и црковната ерархија, за таинственото богословие и за Пресвета Богородица. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот Јован Хозевит бил египтјанин. Се подвизувал во Хозевитскиот манастир во времето на царот Јустинијан. Кога и да служел литургија, гледал небесна светлина во олтарот. Во негова близина се подвизувал старецот Анани. Чудесно било смирението на овие светители.
Некој човек го довел својот безумен син кај старецот Анании со молитва да го исцели. Анани го испратил кај светиот Јован како поголем од себе. Јован пак не можел да не го послуша старецот, но извикнал: Во името на Исуса Христа, Анани ти заповеда, а не јас, да излезеш од ова момче. И момчето веднаш оздравело. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Преподобниот Дионисий Печерски и бил јеромонах и затвореник. На Воскресение во 1463 нему му се случило ова. Со крст и со кадилница тој минувал низ пештерите да ги покади моштите и гробовите на починатите светители. Преисполнет со воскресенска радост, влегувајќи во една пештера извикал: Свети отци и браќа, Христос воскресна. Во тој час од гробовите одекнал силен како гром глас: Навистина воскресна. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради. Во плоти ти сја од Свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнися же
pravi, edin si Svятija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te